Здраво, ова е 248-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Fire of Love на Сара Доса, во кој станува збор за Катја и Морис Крафт, пар вулканолози кои ги спојува љубовта кон вулканите, кои починуваат 1991 година при еруптирањето на вулкан во Јапонија, а низ архивските снимки можеме да ја забележиме нивната обсесивна посветеност во одгатнувањето на мистериите на вулканите, а при тоа уловувајќи неповторлив видеоматеријал и фотографии во кои се естетизира посведочениот природен феномен. Вулканите ја разгоруваат нивната страст и потрагата по причинителите за нивните ерупции и нивното навремено пресметување се чинители кои се водилки во нивното конзистентно истражување на пламнувањето на јадрото на земјата, посветеност која што консеквентно ќе платат со нивниот живот. Документарниот филм започнува како авантуристички игран филм во кој заглавува джип насреде снежните покривки, завеан од ветришта и виолици, и од него излегува Морис со лопатата во обид да направи пат за да се пробие джипот низ снежната покривка во планинскиот предел со непрекинат снежен навев. Вулканите во овој документарен филм исто така се наведени како субјекти кои си имаат своји темпераменти, кои се доловени на филм, па затоа оправдано е нивното вбројување во актерската екипа. Токму љубовта кон Етна и Стромболи ги плени да почнат да ја истражуваат љубовта еден кон друг. Катја и Морис се бунтовни души, самотници кои се разочарани од човештвото, согледале дека природата е пограндиозна од човекот и започнале да ја изучуваат незината деструктивна нарав, со надеж дека ќе се доближат до необјаснетите причинители за создавањето на светот. Имаат евокативни снимки и од црвените и од сивите вулкани. Може да забележите и подводен видеоматеријал, кај што настанува примордијален судир на елементот на огнот со елементот на водата. Дури искаменетата лава е доволно топла за да може Морис да спржи јајца на неа. Вулканите се нивните деца, кои штом се разбудат, ги повикуваат Катја и Морис да ги истражат. Морис е тој што е поекстровертен, кој ја презема улогата на шоумен, пленето од грандиозноста, трагач со камерата во раката, во потрага по движењето во природата, а за тоа да се случи потребно е Катја да го отстапи незиното место под рефлекторот и застане зад камерата, но и да обрне внимание на најмалите детали, во подробности, правејќи ја нужната симбиотска врска која се темели на обсесијата со вулканите. Некој оваа активност ќе ја класифицира како ескапизам од реалноста, а јас би тврдел дека мечтателите си имаат создадено нивна стварност по нивни параметри и тертипи. Вулканолози кои се заљубуваат еден во друг се поретки од активните вулкани во светот. Со сините палта и црвените капчиња наликуваат на екипаж во кој што би пловел Жан Кусто, односно, ако повеќе сакате, наликуваат на ликови кои избегале од филм на Вес Андерсон, продираат на местата кај што избива пеколната лава од подземјето, за да ги уловат на камера овие врутоци на подземните огнени води со извориште во срцето на земјата, чија што величествена гледка може да ја уживате во успорена снимка. Често пати флертувале со смртта, овие заљубеници во природата, доближувајќи се до зверот без да бидат зграпчени од него, но доаѓајќи доволно блиску за да ги понесе опасната возбуда и понекогаш едва извлекле жива глава од надоаѓачката непредвидлива лава и канонадата на вулканските бомби. Нема да можам да ја заборавам на удничавата идеја на Морис да плови во титаниумско кану преку река од лава, но незаборавна ќе биде и сцената во Сулфурното езеро, во кое си плови со гумено чамче. Непредвидливоста на должината на фитилот на нееруптираниот вулкан е опасноста која ги примамува вулканолозите да се доближат до заспаниот звер. Сведочиме и на неприфаќање на предупредувањето на Катја и Морис за престојната ерупција и поради ненаправената евакуација, проголтани се 23.000 жители во рок од неколку минути. Евидентиран е циклусот на есхатологија со чие што уништување се раѓа нова космогонија, односно возобновувајќи се од подразорната сила на лавата. Меѓутоа, секоја љубовна романса завршува со смрт. Кадрите во кои реките лава понираат низ планината и додека магмата со низината растопувачка текстура уништува се пред себе,
Некој од парот Крафт со импровизиран скафандер, кој не баре наменет за употреба во научно-фантастичен филм од 50-тите, се наоѓа во непосредна близина на водопадот од лава, кои што се сцени кои извираат од сон, пространство во кое доминира лавата, која се распаѓа на парчиња додека уништува се пред себе, што само по себе е сомнабулен пейзаж. Гласот на нараторката на филмот доаѓа од устата на режисерката на филмот Каджилионер, Миранда Јули, која што со нејзиниот милозвучен глас и поетска реч ја опишува потрагата на неумоливиот пар по пулсот на земјата низ огнените подземни вени. Снимателот Пабло Алварес Меса е задолжен за снимањето на Beatles и инсертите со оглед на тоа што во најголем обем на филмот се искористува архивскиот материјал на парот, кој што го монтирал Ерин Каспер и Джоселин Чапут, кои мораат не само да образуваат целина од снимениот материјал, туку и да го распореда на тој начин што ќе соодветствува со наративната нишка низ која ќе биде прераскажан заедничкиот живот визави вулканските ерупции, со оглед на тоа што не се направени дополнителни интервјуа со субјекти од денешницата. За да се илустрираат поделените светови на Катја и Морис, искористен е сплит скрин техниката, меѓутоа штом им се пресретнат животните патишта, кадарот се воедначува и почнуваат да ги сонуваат истите сни. Употребена е и анимација за илустрирање на животниот пат на парот низ светскиот атлас. Оставен е поголем простор на визуелната естетика да се истакне наместо нарацијата и снимените изјави, но примарно е доловувањето на љубовта и обсесијата на парот Крафт, односно неискажливиот завет со разбудените вулкани од вековитиот сон. Композиторот кој што соработувал со Шарлот Гейнсбург и со Ер, Николас Годин, ја компонира музиката која треба да биде во корелација со архивскиот материјал, така што, например, додека пламти реката на густа лава, која ја потврдува тектонската теорија, можеме да слушнеме оркестрација која ја истакнува незината заканувачка природа, која би соодветствувала на ноар филм или на крими трилер од 50-тите, меѓутоа користени се и шансони за да се долови за љубеноста на Катја, Морис и вулканите, но во вестерн сегментите со јавачите на коњи, навжештената лава, наменски употребена екстази of gold. Режисерката Сара Доса веќе е присутна на филмските фестивали на кои се негува авторскиот документарен филм, номинирана и наградувана, која што неретко си поигрува со визуелната естетизација на творбите, најчесто наклонувајќи повеќе кон фотографијата која има преносно значење, допира до домените на магичниот реализам, изискува своевидна мистика, трага по недопирливото, необјаснивото во документирањето на невообичаената колоквијалност. Иако е поприсутна во филмската индустрија како продуцентка, првиот долг документарен филм кој го режира е The Last Season од 2014 година, во кој уловено на камера е пријателството на двајца воени ветерани кои другаруваат во потрага по скапоцени печурки, лекувајќи си ги раните од војната, со кој што беше номинирана за наградите за Independent Spirit. Во 2018 година режира една епизода од телевизискиот документарен серијал Remastered за Netflix, односно филмот Tricky Dick and the Man in Black за соочувањето на Ричард Никсон со кантри легендата Џони Кеш, а наредната година го режира третиот филм The Seer and the Unseen, кој што играше и на Hot Dogs и на NYC Dogs, филм за жената која што е во тесна корелација со природата, која верува во невидливи сили, бајковидни преданија за надприродни битија и магиските сили наспроти финансискиот колапс на општеството, која што е поставена природбената сила на природата. Така што режисерката трага по субјекти кои се во нераскинлива врска со моќите на природата, субјекти кои го посветиле нивниот живот на природните благодети со фасцинација за нејзините убости, но и опасности. Додека го гледав филмот и се восхитував на кадрите кои ги има уловено парот, низ главата секундарно ми прострои мислата дека вакви заљубеници во природата би го привлекле Вернер Херцог и убаво би било доколку неговиот глас се најде на огнената таписерија и на моје неверување, неколку месеци подоцна се појави документарниот филм The Fire Within, A Requiem for Katja and Maurice Kraft во режија токму на Вернер Херцог и можев да го слушнам како говори дека би посакал да би можел да се дружи со парот Крафт во нивните вулкански авантури, меѓутоа се има впуштено во монтирање на истите архивски снимки, меѓутоа фаворизирајќи ја симфонијата на природата,
со јукстапозиција на арии од хорови и класична музика, но и world музика во вестерн сегментите, со прекрасните видеоснимки од уништувачката лава, евидентирајќи го нивниот порив за трагање по естетската убавина на секој кадар, на нескрутливата природа на бунтовната земја, давајќи предност на нивните домашни снимки од други цивилизации и животни во природата, nature документаристика, а режисерот на Агире секако дека нема да ја пропушти можноста да употреби сцени во кои се влече превозно средство преку планина. Вернер не го интересира портретирањето на парот, напротив, главниот фокус на неговиот филм е на визуелната естетика на апокалиптичните призори за која сведочи нивниот архивски материјал, но исто така ги посочува и сите опасни ситуации кога завлакно се спасиле од наездата на гневната природа, но исто така го елаборира чинодействието на сите планирани и непланирани одлуки кои биле донесени на денот на нивниот погибел под непредвидливиот јапонски вулкан Унзен, гледајќи снимки на луѓе кои се наоѓале во неправилно проценет опсег на безбедната зона пред да бидат покосени од беззвучната лавина. Прашањето кое се поставува е дали се потребни два филма кои ќе употребат идентичен архивски материјал и дали гледачот треба да ги погледне и двата, свесно подлегнувајќи на редундантен процес, но одговорот е да, затоа што нивната обсесија со вулканите ќе остане неодгатнета до крај, исто како и меѓусебната љубов, а постоењето на двата филма сведочи за различните пристапи на кои може да се раскаже на иста животна сага и како се менува смислата по додавањето на различна музика или подредување на друг нанис. Па дури и самиот аспект ratio на сликата е различен, со тоа што поради автентично задржан ригидниот 1:33:1 на Fire of Love, за да биде доследен на оригиналната верзија на снимениот видеоматеријал на филмската лента, да не ликува повеќе на архаична фотографија, наспроти аспектот на Херцог, кој што сака да гледате подвижни уметнички слики, кои ќе ве облеат со нивната грандиозност на цело платно и ги поплават црните маргини. Филмот ја имаше својата премиера на Sundance, кај што монтажерите ја добија наградата Джонатан Опенхаим, потоа играше на South by Southwest, Dogville, беше награден од жириито на Анаполис, Dog Барселона и Сиетл, а беше прикажан на бројни американски фестивали, потоа значајните Hot Dogs и Dog Aviv, но и во Трансилванија, Ерусалим, Цирих, Атина, Бусан, Берген, Тајпеј и многу други фестивали, а јас имав можност да го погледам на големо платно на фестивалот на планинскиот филм Ехо, на моје дури и малку непристојно, но настојчиво инсистирање да се донесе филмот во Македонија на фестивалот, затоа што снимките кои ги имаат уловено парот вулканолози мора да се искусат на големо платно и представуваат сладострастие за сечи очи, без разлика на тоа што се негува авторскиот планински филм на фестивалот за публиката составена од планинари. Убаво е да погледнат дека има и друг тип на луѓе кои ја делат опасната обсесија со природата, добивајќи ја потребната доза на адреналин како нив. National Geographic го продуцира филмот, Neon го дистрибуира во киносалите, а Disney Plus на својата стриминг платформа. Документарен филм за двајца љубовници кои најдоа дом во оган, со љубопитство поголемо од стравот од огнената лава, која избива од вените на земјата. Неодгатнатите мистерии кои ги крие земјата, ги пленат Катја и Морис да ги дадат своите животи на истражувањето на недопреното знаење и дознаените тајни ќе ги понесат со себе во поплавената земја од вулканската лава, оставајќи зад себе величествени кадри од една друга планета. Љубов на прва ерупција. Ако морам да го евалуирам, тогаш Fire of Love од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 248-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Оценете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!